Добро утро на сите. Божи благослов на сите. Океј. Како сте ово утро? Добри? Малци интерактивно, да не е цело време само ја да зборам однапред. Океј. Ребека веќе ги најави малите групи, кои се суштински дел од духовниот растеж на оваа црква, затоа што малите групи е место каде што, јас така кажам, на англиски кажа, па на македонски превод, this is where the magic happens. Таму се случуваат убавите нешта, затоа што поминуваме како заедница, поминуваме време со Божиот збор, да размислуваме, да го дискутираме, да копаме малку подлабоко во Божиот збор, и тоа е поентата на малите групи. И малите групи не се нешто, сега кажам this is where the magic happens, не се случува ништо магично. Едноставно се инволвираме да поминеме време во Божиот збор, да видиме што Бог има да ни каже преку секој еден збор кој е запишан. Програмот што ќе го работиме, јас повторно уште еден апел. Пријавете се за мали групи после неделната богослужба, пријавете се кај мене или кај Ребека, така да ќе во вторник почнуваме во 19 часот. Повелете и материјалот кој ќе го работиме ќе биде од оваа книжка и ќе биде на посланието до Колосјаните и Филемон. Јас сакам да ве запознам со посланието до Колосјаните. Малце ќе имаме еден убав онака преглед за што зборува посланието, ќе имаме преглед за Колоси, каков е тој град, што се случува. Но ќе почнам со една од последните реченици што можете да ги прочитате во тоа послание. Апостол Павле пише на црквата во Колоси вака: спомнувајте си за моите окови. Спомнувајте си за моите окови. Што ако како црква добиеме едно вакво писмо? Што мислите ви? Спомнувајте си за моите окови. Од еден наш пријател, кој го знаеме, проповедник кој проповедал тога многу пати, ни праќа едно писмо кој вика: спомнувајте си за моите окови. Што ако за христијаните во Македонија оковите се реална можност како на многу места во светот? Тоа е реална можност. Заради Евангелието, не е затоа што сте направили некој криминал, тоест криминалот е Евангелието. Вака завршува писмото до Колосјаните. Понекогаш нашата состојба и ситуација е толку различна од ситуацијата во која се наоѓала црквата во своите почетоци, што мислиме дека таа слобода што ја уживаме, ја мислам дека не ни прави баш некоја услуга, понекогаш. Некако не успива за итноста и за сериозноста на Евангелието. Јас слушам за еден случај за едни луѓе од црквата од Иран. Знаете, во Иран моментално на сите вести тоа е на некој начин истакнатата исламска држава, но таму е црквата најбрзо растечка во свет. Тоа нормално не е популарна вест, затоа што едноставно се коси со доминантната слика која Ирања дава во светот. И има многу брачни парови кои бегаат од таму затоа што се прогонети. Еден пар од Германија или од Америка одлучил да се врати во Иран затоа што се загрижиле, затоа што почувствувале дека нивната вера почнува да оладува. Едноставно почнува да не се толку засекирани за Евангелието, едноставно не ја гледаат толку важноста, итноста на Евангелието, и тие луѓе одлучуваат да се вратат назад во Иран, затоа што нивната вера е во опасност во христијанска земја. Спомнувајте си за моите окови. Какво ехо низ историјата созда ова молба од апостол Павле: спомнувајте си за моите окови. Накратко ќе видиме нешто за градот Колоси и за заедницата која живеела таму. Колоси е во некој си радиус од три важни града во првиот век. Тоа се Колоси, Хиераполис и Лаодикеја. Три града кои се во една долина, во една плодна долина, кои имаат важна улога во трговијата во први век. Откако градот бил напуштен, тоа е некаде 4-5 век, никош до сега не е пронајден и откопан. И тоа е навистина зачудувачко, затоа што повеќето археолози знаат точно кај се наоѓа градот, но нема никаква акција да се откопа, да се пронајде тој град како Хиераполис и Лаодикеја. Тие два града се ископани, Колоси не е.
Тој град, Колоси, пред 4 век пред нашата ера, бил важен центар за трговија, еден од најважните во регионот, но во први век, веќе Лаодикеја го зима приматот и Хиераполис, го имале приматот за трговија и биле административни центри на Рим, кој владел тогаш, и така Колоси ја губи важноста како некој важен локален центар. Не помогнало тоа што градот два пати бил погоден со разорен земјотрес. Знаете, во Турција и ден денес има многу земјотреси и ден денес се рушат градови. Но во тогашно време еднаш бил погоден Колоси со земјотрес, го изграделе, вториот пат бил погоден и веќе никогаш не го изграделе и луѓето си заминале од тој град. Според некои пресметки, во Колоси живеела значителна еврејска заедница. Тоест, во трите града имало многу евреи кои живееле таму. Имало во Колоси посебно имало еврејска популација од прилика 3000 луѓе, од тоа што е пресметано историски, според тоа колку луѓето праќале како се вика тоа данок за храмот, според тоа колку луѓе требало да плаќаат и колку данок е пронеден како археолошки запис, се пресметало дека во Колоси имало околу 3000 луѓе евреи кои живееле во тогашно време. Тоа можеби за нас не е некоја голема бројка, но тогаш градовите не биле милионски како во денешно време, така да ова е значителна бројка за едни такви градчиња. Во Колоси црквата веројатно е основана од еден од луѓето кои се спомнати во посланието до Колоси, кој се вика Епафрас. Епафрас е еден од тие кои прв го носи таму Божиот збор, прв сведочи, прв евангелизира и така ја почнува црквата во Колоси. Апостол Павле, оној кој го пишува посланието до колосијаните, веројатно го нема посетено тој град, веројатно уопшто ја нема сретнато црквата. Неговата стратегија била секогаш да се стационира на некои места каде што се достапни за регионот, како што на пример бил градот Ефес. Ефес бил достапен и од копно и од вода и апостол Павле поминал некое време во Ефес, на некој начин тренирајќи, помагајќи на црквата, пишувајќи и така натаму. Според некои пресметки, црквата во Колоси е започната во 50-тите години од првиот век. Многу брзо откако Исус се вознесува, некаде 20-тите години откако тоа се случува, почната е црквата во Колоси. Да направиме еден преглед на темите кои се појавуваат во посланието до колосијаните. Првиот дел се појавува од 1 до 14 стих и тоа е првиот дел каде се нарекува поздрав и предговор. Апостол Павле ги поздравува, јас, апостол Павле, со мојот колега Тимотеј и така натаму. Има некои официјални работи. Во првиот век како читате писма има официјална структура како писмо се пишува. Кога се поздравува, кои се спомнуваат тука. И апостол Павле на некој начин ја следи таа форма на пишување. Има поздрав и предговор. Воведот е малце подолг. Моќта на Евангелието во црквата. Тоа е една од темите кој апостол Павле со таа тема почнува за моќта на Евангелието во црквата. После прегледот ќе се задржиме на овој прв воведен дел, ќе се вратиме на тој дел кој ќе ни биде главен текст, една брза обработка да видиме што апостол Павле комуницира во тој воведен дел. Прва глава, 1 до 14 стих. Понатаму во вториот дел, прва глава 15 стих до втора глава 23 стих, многу од помош ако имате Библии да пратите. Во секој случај ве охрабрувам, јавно ве охрабрувам, отворите си Библија ако сакате да си пратите, не морате, но јас ќе направам еден таков преглед на тоа послание. Прва глава 15 до втора глава 22 стих. Апостол Павле зборува за супериорноста на Христос во христијанската доктрина. Во христијанската доктрина, во христијанското верување, во догмата на христијаните, центарот е Христос. И апостол Павле тука во тие воведни зборови го дава приматот на Христос. Христијанството постои заради Христос. Верата постои заради Христос. И Христос е многу присутен веднаш во првите зборови кои апостол Павле ги пишува. Ако можам така да се изразам, апостол Павле е христоцентричен. Веднаш после воведот, апостол Павле почнал со една од најубавите химни кои може да се најдат во Новиот Завет. Тоа е 15 до 19 стих, каде што апостол Павле, ако ја читате таа химна, една кратка химна, се верува дека е химна на првата црква. Првата црква не почнала со записи,
тоест имало некакви записи, но не биле тој официјални записи. Голем дел од верувањата се памтеле, биле устни преданија во првите 20-30-40 години. Додека евангелистите не почнале да пишуваат, додека апостол Павле не почнал да ги праќа тие писма до црквите низ Мала Азија и Рим и така натаму. Значи, една од најубавите химни може да се видат таму и така е составено да може да се запамти кој е Христос. Таа химна е своевиден центар на новозаветната христологија. Доколку се соочите со предизвикот од некој од ваши соговорници за прашањето што навистина верувала првата црква за Исус и дали можеби во текот на историјата наративата за Исус се менувала, обично доаѓаме до такви обвиненија за христијаните. Дека првата црква, тоест првите следбеници на Христос, тие го сметале него како добар човек, многу важен учител, ама тоа знаете сега како црквата што денес збори дека Исус бил Божи син, дека воскреснал. Едноставно тоа нема врска, тоа црквата веројатно со тек на времето му додала некој митски, како да кажам, изглед на Исус за да едноставно имаат као некое возвишено битие кое ќе го обожаваат. Тоа е едно од обвиненијата за црквата. Ако очитате посланието до Колосјаните, ќе видите во таа химна која апостол Павле ја пишува, која химна веќе постоела, ако апостол Павле го пишува тоа послание некаде во средината на 50-тите години, а таа химна веќе постои некои си 10-15 години, тоа е многу доаѓаме блиску до моментот до кој Исус се вознесол. Тоа тие се првите денови на црквата, а таа химна веќе постои. Ќе видиме дека од самиот почеток супериорноста на Христос е центарот на теологијата и верувањето на црквата. Божественото на Христос, приматот, предимството на Христос во сите аспекти е присутна од самиот почеток. Како што вели текстот, тој е образ на невидливиот Бог, првороден пред секое создание, еве химната, пред секое создание, бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господства, било началства, било власти. Се е создадено преку него и за него. Тој е пред се и се одржува во него. Тој е глава на телото, односно на црквата. Тој е почеток, првороден од мртвите, за самиот да провенствува во се, бидејќи Отецот благоволи во него да ја насели сета полнота и преку него да помири се со себе и земно и небесно, творејќи мир преку неговата крв на крстот. Тоа е таа христоцентрична химна, таа теологија која низ вековите станува критериум за христологијата, за тоа што ние го веруваме за Христос. Јас би кажал дека црквата во текот на историјата поминува еден обратен процес. Христос го губи значењето и супериорноста во животот на црквата. Црквата почнала со тоа што Христос е најважната точка до која ние доаѓаме. Но црквата поминува низ еден процес на едно, како да кажам, наместо Христос да стане центарот, Христос е изместен од центарот. Слушно, црквата по полека владењето на Христос го става по страна и попушта на културата, или барем на тоа како културата го разбира светот, а не како Исус го објавува светот. Помирувањето во овие први теми е важна тема и ефект на Христовата жртва. Како што вели во 20 стих, и преку него да помири се со себе, и земно и небесно, творејќи мир преку неговата крв на крстот. Во голема мера овој стих зборува за нашата состојба пред Христос. Значи оттуѓени од Бог, во изгубени и безнадежни битија. Овој стих зборува и за делото Христово и димензијата на тоа што Христос го прави, преку него да помири се со себе. Крајниот ефект на тоа дело е мир. Колку само резонира таа тема денес и колку е потребно Христовото дело сега. Христовото дело на помирување. Во тој втор дел следуваат три важни теми кои апостол Павле ги набројува. Тоа е мисијата и службата на апостол Павле, неговата мисија ја опишува кој он, што прави, каде оди. Втората работа е свесност и заштита од лажните учители. Тоа е многу важна работа која апостол Павле повторно ја покажува во сите писма. И трета работа е ритуалите и аскетизмот како закана за христијанскиот живот. Празните ритуали и аскетизмот кои може да бидат закана за христијанскиот живот.
Веќе во 3 глава го имаме тој некој завршен, тоест централен дел на неговата теологија. Во 3 глава, 1 до 4 глава, 1 стих е опишана супериорноста на Христос во христијанскиот живот. Првен е супериорноста на Христос во христологијата, а сега е супериорноста на Христос во христијанскиот живот. Всушност нашиот живот во целост орбитира околу Христос. Вели и така, еден од тие стихови вели вака, така со тоа почнува овој дел. И така прва, значи 3 глава 1 стих. И така, ако сте воскреснале заедно со Христос, барете го она што е горе, каде што Христос седи одесно од Бога. Како што знаете, повеќето во текот се припремите за настанот горна соба. И во моментот на тоа е причината за гостите што се тука. Фредрик и Морис, тука се затоа што вежбаме сега за тој важен проект. Искам да кажам, многу сум возбуден. Во делот тие песни, една од моите омилени песни, морам да ги кажам, кој ќе ја уживам додека ќе ја свирам. Песната се вика All Because of Jesus. Песната се вика All Because of Jesus. Се е заради Исус. Како што века композиторот, заради Исус ние сме тука. Заради Исус ние пееме. Заради Исус ние сме тука. Апостол Павле во овој дел, во 3 глава, до 1 стих до 4 глава, 1 стих, прави еден, јас би го нарекол космички зум. Почнува од најшироката слика која може да ја замисли човечко битие, до најинтимниот момент во човечкиот живот. Прави еден таков зум. Тргнува со воскреснатиот живот. Ние живееме во реалноста на воскреснатиот живот. Христовото воскресение не го промени само Христос, не го промени само Ерусалим, не промени само нас, туку го промени созданието во целост, космосот, видливото и невидливото. Христовото воскресение го преврата светот. Светот, кога кажам светот, мислам на се што постои наопаку. Од таму почнува апостол Павле. Од најшироката слика која можеме ние да замислиме. Ние живееме во реалноста на воскреснатиот живот, кој всушност е скриен со Христос во небесата. Тој живот е диаметрално спротивен на животот без Христос, кој всушност е представен како валкани и искинати јалишта. Апостол Павле вика, вашиот живот, вашиот воскреснат живот, кој сега, од сега почнувате да го живеете, е еден живот кој е скриен во Христа, кој не може да биде извалкан. И тој е спротивен на животот кој го живееме во овој свет, како едни валкани и искинати алишта. Таков е тој свет, таков е тој живот. И од таа огромна голема слика апостол Павле зумира кон христијанскиот живот во Божјата заедница, во црквата. Од една таква голема слика апостол Павле вика, сега има еден ефект, се формира едно заедништво кое се вика црква. Христос ја формира таа заедница. Зборува многу за обновениот живот во Христос, за кој црпиме сила преку Духот и кој го живееме во љубов, кој всушност сврзува се во едно и заедно како едно тело. Јас се многу сакав да ги знам сите тие медицински термини, да можам да ги кажам сите тие лигаменти, тетиви, како да апостол Павле ги кажува тука. Така љубовта ги набројува тие некои ефекти од животот со Христос, како заедништвото, трпението, долготрпението, што и да е. И вика сето тоа е сврзано со љубовта. Затоа што љубовта се како сите тие тетиви кои уствари ги сврзуваат сите тие членови од телото кои ги имаме за да биде едно тело. Љубовта е таа која сврзува се. Зборува многу за тој обновен живот. Но апостол Павле не застанува овде. Тој изумира уште повеќе и влегува во нашите домови. Тој дел завршува со сопруги. Сопрузи. Така и така натаму. Деца, правете го тоа. Татковци, немојте да ги реметите деца. Тоа буквално онака еден слободен превод мој го користам. Не ги како се каже на македонски? Како? Не ги гневете своите деца. Татковци, не ги гневете своите деца. Знаете, има многу мимс за dead jokes.
и многу деца патат, има трауми од тие вицевите што татковците ги кажуваат, кои се онака. Само ние се смееме многу на тие вицеви, татковците. И мене ми се убави. Но апостол Павле оди од таа огромна голема слика, зумира во црквата, но не застанува тука, доаѓа во нашите домови каде што кажува за сопрузите, за сопругите, за децата, за татковците, за слугите, за господарите, целиот тој општествен поредок тој го адресира и доаѓа многу блиску. Тој зборува за супериорноста која Христос ја има во христијанскиот живот и по прашање на секојдневниот живот и односите кои ги градиме во нашите домови. Понекогаш може би ни одговарало малку повеќе доколку апостол Павле застанеше со црквата. Но домот тој веќе станува многу лично. Знаете, ако апостол Павле застанеше со црквата, вика, така треба да се однесувате во црквата. Сиш добре, барем дома може сум природен, онака. Како ќе ви дојде така се однесувам. Тука обично во црква го имаме тој импулс да глумиме, зашто е место каде се собираме сите свети, сеќате? И имаме еден импулс да глумиме, разбирате? Затоа што нели се не е убаво да не откријат како сме навистина. Тоа зборам од искуство иначе. Но апостол Павле не застанува тука. Он кажува дека изворот на тоа заедништво почнува од дома. Од таму каде што ти си природен. Таму каде што никој не те гледа. И ги спомнува слугите и господарите, ќе си кажат, добро, зошто апостол Павле не го забранил робовладетелството и не знам што, ти некои анахронистички изјави кои ги имаме за луѓето од први век. Инаку, апостол Павле слугата и господарот ги става на тотално исто рамниште. Им вика на слугите, немојте да бидете послушни, само колку да, знаете, викаат eye service, устилот колку да ве видат дека сте послушни. Бидете послушни вистински на своите господари. А на господарите им вика, немојте да ги третирате своите слуги како не знам како. Разбери дека и ти и он сте исти пред Бог. Нема никаква разлика помеѓу вас двајца. Толку. Тоа не можам ни да ви опишам колку радикална изјава ова е за први век. Колку радикална е таа изјава која апостол Павле ја пишува така. Христијанскиот живот, тоест приматот на Христос, ако не продре до најличниот аспект од тебе, тоа значи дека Христовиот живот не продрал во тебе воопшто, дека нема супериорноста која Христос ја бара, а со тоа го нема ефектот на Христовото дело во твојот живот. Стану го нема. И последниот дел од неговото послание се 4 глава, 2 до 18 стих, каде апостол Павле ги запишува своите завршни мисли и поздрави. Тоа е писмо до црквата. И тоа е писмо напишано за човек кој го носил писмото да го прочита пред целата заедница. Тие посланија се биле читани јавно, онака пред цела црква. Апостол Павле баре од црквата да се моли за нивната мисија. И завршува со овие зборови: спомнувајте си за моите покои. Има 4 доминантни теолошки теми кои може да се видат во тоа послание. Првата важна тема е христологијата, како што ви кажав. Посебно во прва глава, со химната имаме изобилство теологија, која всушност станува основа за развивањето на христолошката мисла низ вековите. Втората тема е црквата, еклезиологијата, ако можам така да кажам. Христос е глава на телото, а телото која всушност е црквата. Примарниот примател на делото и зборовите Христови е црквата. Примателот, адресата на кој се упатени Христовите зборови и неговото дело е црквата. Црквата е производ на новото создание, кое е најавено. Мистеријата на Божјото спасение, тајната на Божјото спасение е доверено на црквата. Гледате ли колку важна работа и улога и мисија има црквата во овој свет? Тајната на Божјото спасение е доверена на црквата. Црквата го поседува откровението за Божјата тајна за спасението. Студот црквата има огромна одговорност, бидејќи сам Бог и доверил улога во неговото спасително дело. Тоа е одговорност која црквата има. Ова е привилегија што се собираме, прекрасно е, убав амбиент, се надевам, топличко ни е, убаво е, но пред се да се биде црква е одговорност, затоа што ти е доверена мисија директно од Бог. Тајната на спасението е доверена на тебе. Третата тема која се појавува во тоа послание е космологијата.
Христовата улога во созданието го опфаќа видливиот и невидливиот дел од созданието. Апостол Павле се навраќа на таа тема одново и одново. Се е создадено преку него и за него, се видливо и се невидливо. Тие се некои зборови кои стојат во никејското цариградското верување. Символот на верата, ако сте слушнале. Тие зборови се земени директно од тука. Се видливо и се невидливо. Нагласен е Христовиот примат во сите аспекти. Во тој космички аспект. Христовите следбеници живеат живот на победа и ослободени за живот во изобилие. Тоа е космологијата. И четвртата тема која се појавува е есхатологија. Овде може јасно да се види аспектот на така наречената реализирана есхатологија во која апостол Павле го нагласува ефектот на новиот обновен живот за сега и овде. Не за што ќе се случи некојаш и таму, го има и тој момент, апостол Павле не го игнорира, но тој пред се зборува за новиот есхатолошки момент во кој црквата живее сега и овде. Но не го занемарува, како што кажав, овој другиот аспект од есхатологијата, а тој е конечното Христово доаѓање, каде што во 3 глава 4 стих ќе каже: а кога ќе се појави Христос, нашиот живот, тогаш и вие ќе се појавите со него во слава. И јас сакам сега да го прочитам текстот кој на кратко само ќе го поминеме, да видите што се има скриено во овој прекрасен текст. Дури во воведните зборови на апостол Павле ќе видите колку богатство се крие. Ќе читам Колосјаните, 1 глава, 1 до 14 стих. Може да ме слушате. Павле, по Божја волја апостол на Исус Христос и братот Тимотеј, до светите и верни браќа во Христос што се во Колоси. Благодат и мир вам од Бога, нашиот Отец и од Господ Исус Христос. Му благодариме на Бога и Отецот на нашиот Господ Исус Христос секогаш кога се молиме за вас, бидејќи слушаме за вашата вера во Христос Исус и за вашата љубов кон сите светии, поради надежта која се чува за вас на небесата, за која порано сте слушнале во вистинитото слово на благовестието, кое дојде до вас, како во целиот свет и плодоносно расте како и меѓу вас од денот кога ја чувте и познавте Божјата благодат во вистината. Како што и научивте од Епафрас, еве го Епафрас, тој што ја почнал црквата, нашиот возлюбен соработник кој е верен Христов служител заради вас и кој не извести за вашата љубов во духот. 9 стих вели вака: затоа и ние, од денот кога го чувме тоа, непрестајно се молиме за вас и сакаме да се исполните со познание на неговата волја во секоја мудрост и духовно разбирање, да постапувате достојно за Бога и да му бидете угодни во се, за да бидете плодоносни во секое добро дело и да растете во познанието на Бога, укрепувани со секаква сила преку моќта на неговата слава, со секаква истрајност и долготрпение, со радост, благодарејќи му на Бога и Отецот, кој не направи способни да учествуваме во наследството на светиите во светлината и не избави од власта на темнината и не воведе во царството на својот љубезен син, во кого имаме откуп и простување на гревовите. Ова прв пат ако го прочитате вака, како прво ништо нема да запамтите. Второ, ништо нема да разберете. Ќе одиме онака дел по дел да видите колку е богат, колку богато пишува апостол Павле. Ќе одиме почеток. Еве да кажеме први и втори стих. Павле и Тимотеј, и адресата е, знаете до кој? До светите во Колоси. До светите во Колоси. Освен во групата и категоријата на грешници, дали некојаш си се видел себе си во групата на светии? Дали се замислил во таа група? Пошто ние мислам дека честопати сме лажно скромни, мора да признам. Устилот, како да ја кажам, не дека тоа не е вистина, тоа е вистина. Ние сме сите грешници, точка. И така е тоа. Но апостол Павле, замислите лик како апостол Павле, со еден таков авторитет и мандат кој доаѓа директно од Исус, за кого вие го гледате како свет човек, кој има неверојатен поглед во духовниот живот, и на групата, и на индивидуите. Обично во такви луѓе, искрено да кажам, после кога бев тинејџер, малце ме фаќаше страф. Кога знам дека некои се тен луѓе стварно посветени, имаат авторитет. Мислев дека кога онака ме гледат, мислев дека гледат директно во моето срце, ме читат и немаше да скријам. Се осеќав ептен изложен.
Еден таков лик како апостол Павле. Црквата ја поздравува како свети. Светиите. Здраво, Живко, ти кој си свет човек. Вау! Како тоа звучи посебно од устата на еден апостол Павле. Апостол Павле ги именува верните во Колоси со свети, како свети. Поздрав до вас, мои браќа и сестри, свети. И продолжува апостол Павле понатаму. Тој ја нагласува љубовта која црквата ја има за сите светии. Нешто кое нас, црквата, најмногу не краси и всушност треба да биде највидливиот дел од нас е љубовта за сите светии. Знаете, оние светии што се како тебе. Посебно за тие светии станува збор. Не зборам за тие некои светии кои црквата ги препознала како прекрасни примери во историјата од кои сите ние може само да учиме, да се не знам што да се поистоветуваме. Зборам за светиите кои седат во овој момент до тебе. Љубовта не краси, ја краси нашата љубов, уствари таа љубов која имаме за светиите кои седат до нас. Не некој што го гледам на YouTube понекогаш како проповеда, не некој за кого јас сум слушнал, некојаш дека е не знам колку свет, туку зборам за светиите кои седат во овој момент до тебе, за кои понекогаш е тешко да се има љубов. Последниве 2 недели во неколку разговори завршив токму на таа тема. На љубовта која е потребна кон браќата и сестрите, посебно кога посебно кон тие што тијат на нерви. Има многу такви браќа и сестри. Ние сме се уште на земјата, не сме на небото, разбирате? Не сме на небото совршени у кои сите ќе си бидеме во не знам каква слога, тоа не можам да го замислам. Туку ние сме тука се уште на земјата и си идеме на нерви едни на други. И потребно е многу љубов за да се одржи одредено заедништво. Искажувајќи љубов кон браќата и сестрите, кои според она што апостол Павле го зборува се свети, изјавуваш дека на нив им е потребна истата милост која ти си ја примил и ја примаш секојдневно. Таквиот живот и таквата љубов се една од најважните карактеристики за христијаните, тоест за светиите. Искажаната љубов кон оние кои моментално им треба. Милост кој оние на кои моментално им треба. Тоа е знакот на христијанската заедница. Апостол Павле продолжува понатаму, 5 и 6 стих каже: зошто ја живееме таа љубов на еден таков начин? Зошто таа љубов е толку потребна и евидентна во христијанската заедница? Таквата љубов може да биде брутална, бидејќи ќе бара многу простување, трпение, милост безгранична. И зошто сето тоа? Апостол Павле во 5 стих вели: поради надежта која се чува за вас на небесата. Има еден аспект, има една надеж во која ние сме сите повикани. Надежта во еден друг запис на апостол Павле, тој вели надежта наша во Христос е како котва, како брод укотвен, кој ќе ги преживее сите бури и нема да доживее бродово. Котвата моментално вие можеби ја замислувате како овие модерните бродови кои имаат железна котва и кога ќе дојдат бури ја спуштаат за котвата да се фати некаде доле на дното и да го држи бродот во место, да не биде однесен од брановите. Котвата во први век бил човек кој се качува во чамче и весла, зима јаже, весла пошто бродовите во први век не одат онака преку морето, ти цело време пловат до брегот, на одредена дистанца до брегот. Така биле поморските патишта во први век. Затоа што нема компас, нема такви работи, нели? Значи котвата уствари е човек, еден од тие поможници на бродот кој влегува во чамче и ни сите тие бури, ни сите тие бранови весла, оди до брегот и го врзува бродот кој е таму, кој се бори со брановите, го врзува за некое дрво или за некој голем камен, за да го држи бродот таму некаде на место, да не биде однесен во длабочината на морето и да доживее бродот. Тоа е котвата. И нашата надеж, како што вели апостол Павле, е така, затоа што Христос беше тој кој беше, да кажам, да се изразам така, кој влезе во тоа чамче, отиде таму преку бурата и го укотви тој брод. И ние може да бидеме сигурни дека нашиот брод ќе стои и нема да биде однесен од брановите. Зошто таа љубов е толку важна за нас? Да искажеме затоа што имаме надеж која се чува за нас
на небесата. И тука апостол Павле кажува едни зборови кои се преведени на наш јазик, кои верувам дека можеби ја изгубиле силата која апостол Павле ја зборува. Вика благовестието на вистината, кое е Евангелието. Тој убаво звучи така го чуете, затоа што се користи многу архаичен црковен јазик, благовестието на вистината. Но она што апостол Павле сега да го каже овде е вака. На англиски тоа многу повеќе иде затоа што он има член. Ние имаме членови, но не се посебни, тие се дел од нашите зборови. Или ќе го кажем вака, зборот, или the word, зборот на вистината, која е всушност Евангелието. Не постои друга вистина. Зборот на Евангелието е вистината. Преку тоа ние дознаваме за нашата надеж, за нашата конечна надеж. Друга вистина нема. И доаѓаме до еден многу важен дел, кој јас го ставив, еве го, тука е. Иначе од 9 до 14 стих, тоа е една реченица која апостол Павле ја пишува. Една реченица. И е толку комплексна, ако земете онака да ја обработувате, ќе видите дека има повеќе слоеви. Јас инако ќе бидам искрен, додека не отидов да студирам теологија, ми беше тешко да го читам апостол Павле. Многу тешко. Тоест, онака има некој флоу, некој течење во неговиот текст, и убаво е да се чита, но онака не можам да ги строчам мислите, да разберам што сака да каже, затоа што речениците кои тој ги пишува се повеќе слојни. И кога ќе почнете да обработувате таа реченица, ќе видите колку симетрија има во тоа што го пишува. А кога ќе сватите или кога ќе разберете дека оствари он тоа го пишува, оствари он го диктира тоа, друг го пишува, сега да овој човек бил сигурно гениалец. Како ги составува тие работи? Обично јас кога пишувам нешто и кога составувам нешто, понекогаш на некоја важна реченица се навраќам неколку пати. Ќе прочитам, ќе видам, не ми се допаѓа, ќе се навратам. Дали е разбирливо, дали го кажува тоа што сакам да го кажам. Едноставно се работи на тоа. Работа е тоа. Апостол Павле тоа го срочува како еден диктат, кој обично Марко го пишува. И еве ја реченицата. Јас ја напишав оваа реченица тука со некои одредени прашања кои се како водилка за да го разбереме текстот. И гледате, јас ги поделив некои важни работи кои произлегуваат како резултат на некои мисли кои апостол Павле ги има. Апостол Павле почнува со тоа: се молиме за вас. Вели, исполнете се со познание на неговата волја во секоја мудрост. Зошто треба да се исполнуваме со познание на неговата волја и во секоја мудрост? Зошто? Затоа што треба да постапуваме достојно за Бога. Затоа. А што значи тоа? Што значи да бидеме достојни за Бога? Апостол Павле вели вака: треба да бидеме угодни во се, плодоносни во добри дела и да растеме во познанието на Бога. Тоа значи да бидеме достојни за Бога. Доаѓа едно прашање: како сето тоа е можно? Како можеме да бидеме ние достојни за Бога? Како може да бидеме угодни во се? Дали е можно човек да биде угоден во се на Бог? Како е можно тоа? Дали апостол Павле не тера некаква совршеност? Дали некој аскетизам кој само одрекување дали воопшто тоа е возможно? Како е можно да бидеме угодни во се? Плодоносни во добри дела и да растеме во познанието Божјо? Како сето тоа е можно? Апостол Павле во истата реченица кажува: укрепувани со сила преку неговата слава. И тој каже: почекај, тоа е многу апстрактно. Сила преку неговата слава. Тоа е некој апстрактен јазик кој можеби не можам да го разберам. Што значи тоа? Како тоа изгледа практично? Еве некои од тие работи кои апостол Павле ги набројува: истрајност, долготрпение, радост и благодарност кон Бога. Тие се некои 4 работи кои апостол Павле ги набројува тука. Нема случаен збор тука, знаете ли? Не реди апостол Павле зборови колку да има подолги реченици. Не пишува апостол Павле некој состав по македонски панели да биде повеќе страни, да има поголема оценка. Тој го бира секој збор кој го пишува овде. Истрајност, долготрпение, радост, благодарност кон Бога. И тоа да ви кажем искрено многу звучи и резонира како еден друг дел од неговите посланија кој се нарекува плодот на духот. Апостол Павле на некој начин става тука едно ехо на плодот на духот, каде што во Галатјаните многу
онака изричито кажува дека плод на духот е самоконтрола, тоест радост, мир, љубов, долготрпеливост, верност и така натаму, завршува со самоконтрола. А како може тоа да биде возможно за нас, тие што сме немоќни и скршени? Како е можно тоа? За грешни луѓе. Како е можно тоа да го живееме таквиот живот? Како е можно да го произведеме тој плод на духот во нас, кога знаеме дека ние сме паднати, дека сме скршени, дека и во нашите најдобри намери, ние кај да ќе паднеме? Како може тоа да биде вистина за нас? Апостол Павле вели, тој кој не прави способни да учествуваме во наследството на светиите. Бог не прави да бидеме способни да учествуваме во тоа наследство. Не сме ние со наша сила. Апостол Павле е свесен дури и тие што ги нарекува светии, дека тие со своја сила не можат ништо. Тој не прави способни да учествуваме во наследството на светиите. Аз ќе кажам, што е тоа што е предизвикува таа промена кај нас? Како е можно да имаме дел од едно такво наследство? Што се менува во нас, за да можеме ние да бидеме дел од тоа наследство? Апостол Павле завршува со овие зборови. Прво, не избави, тоа е важно, не избави од власта на темнината. Ние сме биле поробени. Затоа не можеме. Много е јасно. Прво, не избави од власта на темнината. Второ, не воведе во царството на својот возлюбен син. Припаѓаме во едно ново царство. Не сме ослободени да бидеме неодредени и недефинирани. Не сме само ослободени од некој нешто, туку сме ослободени за некој и за нешто. Апостол Павле го кажува, не избави, но во исто време и не воведе. Не избави од власта на темнината, но не воведе во царството на својот возлюбен син. А како тоа го направи? Како тоа Бог го направи? И завршува со повторно христоцентрично. Во Него, во Исус, имаме откуп и простување на гревовите. Откуп и простување на гревовите. С други зборови, жртвата на крстот. Една реченица. Ајде да прочитам уште еднаш оваа реченица, може ли? Слушате ја сега оваа реченица, обидете се да чуете во контекст на тоа што го објаснивме сега. Затоа и ние, од денот кога го чувме тоа, непрестанно се молиме за вас и сакаме да се исполните со познание на Неговата волја и во секоја мудрост и духовно разбирање, да постапувате достојно за Бога и да му бидете угодни во се, за да бидете плодоносни во секое добро дело и да растете во познанието на Бога, укрепувани со секаква сила преку моќта на Неговата слава, со секаква истрајност и долготрпение, со радост, благодарејќи му на Бога и Отецот, кој не направи способни да учествуваме во наследството на светиите, во светината, не избави од власта на темнината и не воведе во царство на својот возлюбен син, во кого имаме откуп и простување на гревовите. Мене сега ми е малце појасно. Како апостол Павле не води низ таа прекрасна мисла. Има една алегорија која Юджин Питерсон, еден од моите умилени писатели, ја користи за тоа како треба да пристапиме на Божјиот збор. Како треба да пристапиме на Божјиот збор. Тој дава една слика за тоа како неговото куче зема една коска и што прави тоа куче со таа негова коска. Кучето ја зема коската со сета радост. Знаете, опашот се мрда, јазикот е надвор, веќе како се тоа, лигите му течат. Тоа е тоа. Кучето замислува што се ќе прави со таа коска. Ја зема коската, седнува на своето омилено место. Кучињата има омилено место кај што се седат. Ако е во некој двор, под некоја сенка, под некој дрво, почнува пополека да ја ужива таа коска. Од време на време ја годе, па ја лиже и да не го опишам целиот процес сега. Понекогаш ќе ја закопа на место каде што само тоа знае кај се наоѓа таа коска. И после некој време и се навраќа и повторно истата коска ја ужива, се додека не го исцрпи и последниот хранлив минерал од таа коска. Кучето тоа го прави. На еден сличен начин ние пристапуваме на Божиот збор, знаејќи дека изобилува со сите можни нутрини кои ни се потребни за живот во праведност, кој е угоден на Бог. Така пристапуваме на Божиот збор. Еден од тие начини е да го студираме Божиот збор во контекстот на мала група, каде што ние му пристапуваме на текстот на таков начин.
Има многу нејаснотии во тоа што го читаме. Но едноставно пристапуваме на текстот на кој ние го студираме заедно, размислуваме од повеќе агли, повеќе мислења, повеќе размислувања, да видиме што Господ сака да не научи, да не нахрани преку тој збор кој тој го има за нас. Се надевам дека така ќе пристапиме на секој Божи збор со кој се среќаваме. Од друга страна, додека го правиме тоа, апостол Павле не повикува само да го растеме нашиот мозок, нашиот ум, да размислуваме теолошки, да размислуваме когнитивно, туку тој ја повикува црквата, освен тоа и практично да се приклучи во молитвата и делото кој тој го има во црквата, во мисијата во кој тој е испратен. И затоа тој завршува тоа послание со овие зборови. Спомнувајте си за моите окови. Спомнувајте си за моите окови. Заради тој Божи збор, јас сум сега во окови. Спомнувајте си за мене. Ми требаат вашите молитви. Ми требаат ваша потпора. Ми треба ваше охрабрување. Ми требате вие. Спомнувајте си за моите окови. Денес ќе имаме причест и нека си спомнеме за жртвата која Христос ја принесе за секој еден од нас. Како што вели апостол Павле, тој е причината зашто ние можеме воопшто да размислуваме за некаква можност ние да бидеме дел од тоа наследство за кое зборува апостол Павле. Жртвата која Христос ја имаше дадено за нас. Преку крвта на неговиот крст ние можеме да пристапиме во тоа наследство и да растеме духовно и да растеме во тоа што Господ го има за секој човек. Јас сега ќе ве замолам да се исправите. Јас ќе му благодарам на Господ Исус Христос за неговата жртва на крстот. Ќе му благодарам за неговото тело и за неговата крв, кои беа дадени своеволно за секој еден од нас. Пред тоа сакам да поминеме малку време во молитва, во тишина, да едноставно како што Винсент не предизвика на почетокот, да бараме од Господ чисто срце, да пристапиме кон Господ со чисто срце. Не дека ние ќе го очистиме нашето срце, не можеме, не сме во таква ситуација, не сме во таква состојба. Господ Исус Христос тоа го возможил, но ние да се предадеме целосно на Него, да бараме од Господ чисто срце за нас. Ќе поминеме минута-две во тишина и навистина пристапете во молитва. Пристапете во молитва. Татко наш небесен, пристапуваме со се што сме. Господи Боже, не можеме ни да се очистиме, да бидеме достојни за Тебе, Господи, но преку благодат пристапуваме и во вера. Господи Боже мој, вера во Тебе, Господи, дека жртвата која Ти ја принесе на крстот е доволна за наше очистување. Господи, ни даваш можност да бидеме дел од тоа наследство во кое Ти не повикуваш, Господи, да бидеме Божји синови и ќерки. Господи, Те молам, Господи, прости ни го секој грев кој го имаме направено, секој сомнеш кој го имаме према Тебе, Господи, секоја задршка, се што имаме, Господи Боже, што не спречува да дојдеме отворени целосно кон Тебе, Господи. Да бидеме целосно предадени на Тебе. Ти да бидеш супериорен, приматот да бидеш во нашите животи, Господи. Центарот на нашите животи. Помогни да ги увидиме тие работи, Боже мој. Се каеме за тие нешта и Те молам, Господи, царувај со нашите животи. Ти си царот, Господи Боже, на целото свет. Ти си прв во се. Заради се, Тебе се постои, Господи. На тој начин и пристапуваме. Исе Христе, Ти благодарам за тоа што го даде своето тело на крстот, Господи, да биде прекршено за нас. Ти благодарам, Господи, за жртвата која Ти ја принесе, која беше конечна и целосна за наше очистување. Господи, Ти благодарам за
чашата на новиот завет, за Твојата крв која беше пролиена за секој еден од нас. Ти благодарам, Господе, за новиот завет, кој, Господе, Ти го склучи со секој еден од нас, во кој, Господе, ние пристапуваме во послушност и со вера. Благослови на, Господи Боже мој, дај ни од Твоите дарови, кои Ти ги имаш дадено за Твоите деца. Благослови на, Господи. Амен. Амен. За крај ќе се молиме со Оче наш и ќе пристапиме кон трпезата на тој начин што ќе земете парче леб, ќе го намокрите во виното, потопите во виното и на тој начин ќе земеме причест. И јас само ќе кажам некои зборови кои апостол Павле исто ги кажува. Тие што пристапуваат недостојно, тие што пристапуваат со нечисто срце, ги предупредува. Иако тоа е сеќавање на Христовата жртва, сепак тоа е еден момент, тоа е тајна Божја во која ние пристапуваме. Тајна Божја во која овој сакрамент ние на некој начин сме едно со Христос овде на оваа земја. Јас ќе се молиме со молитвата Оче наш и ќе ве замолам сите што сте водено крстени да пристапите да земете дел од оваа причест. Ќе се молиме со Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така да биде на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние ги простиваме на нашите должници. И не го ведувај на искушение, но избави ни од лукавиот, зашто Твое е царството, и силата, и славата, во сите векови. Амин.